Во продолжение на емисијата Утрински печат зборуваме за едно истражување насловено Живот на периферија, кое што го спроведе Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ. Гостин во студиото ни е доктор Боријан Павловски. Истражувањето на ЕСЕ покажа за жал поразителни резултати во однос на здравствената заштита на нашите сограѓанки во руралните средини. Јас сега тука морам да прочитам дека во руралните средини нема ординации ниту соматични гинеколози, ниту соматични педијатри, а матични лекари има само во градовите. Жените и децата мора да патуваат со километри за да посетат матичен лекар во услови на лоша патна инфраструктура и немање на редовен јавен превоз. Дополнително на тоа отсуствува соодветна здравствена едукација поврзана со овие теми во руралните средини. Станува збор за ранливи категории на граѓани, деца, мајки и возрастни жени. Како тие останаа заборавени од државата и без соодветна здравствена заштита во 21 век? Да, навистина поразителни податоци. Ова беше едно пообемно истражување кое беше спроведено и во ромски средини и во рурални средини паралелно. Во рурални средини, конкретно во Пелагонискиот регион, општините Кривогаштани и Долнени, во Светениколско селата и во Кумановско. И во Пекчево, исто така едно село. Навистина поразителни податоци излегува затоа што, како што кажувате, матични гинеколози и педијатри нема во селата. Матични лекари општо има само во поголемите села. Меѓутоа тоа не е доволно за целото население. Што значи дека се соочуваат со бариери во пристап до основата, до примарната здравствена заштита. Не зборуваме за болници, за клиники, него за матични лекари. И практично ако на нас во Скопје или во голема градска средина ни е потребен 1 час да отидеме до матичен лекар да се вратиме горе-долу. Кај нив е тоа... Немаме некои трошоци, кај нив тоа е цел ден. Затоа што, например, нема, за жал, нема ни, како што кажавте, јавен превоз. Туку мора да користат или такси возила, кој што е во Светениколско ни кажа цена од 400 до 500 денари во еден правец. Па во денешнава скапутија ништо веќе не е... Не е ефтино, значи минимум 1000 денари да платат за такси за да отидат и да се вратат од матичен лекар, па после сега матичен лекар, ако има потреба дава лабораторија, па утре дента треба да дадат тоа во лабораторија. Па да се враќаат. Па пак да се вратат, па пак е матичниот, па да чекат резултати цел ден. И тоа е за нив, значи губење на цел ден или денови додека да остварат една основна здравствена заштита, преглед од матичен лекар, лабораторија или рентген. За жал, состојбата е уназадена во многу села. Например, во Пелагонискиот регион, во многу села и во Светениколско ни ги покажува местата каде што до скоро, до пред неколку години, имало амбуланти, соматични лекари, имало аптеки. И што се случило? Докторите, некои од тие били дадени под концесија, потоа докторите напуштиле. Или селаните, жителите напуштиле. Едноставно и нашите села се повеќе се иселуваат. Да, овие села кај што беше спроведено истражувањето се горе-долу живи села, особено во Пелагонискиот регион, па и во Светениколско има луѓе. Меѓутоа, едно село, да речеме, како едно село, да, може би има мал број на жители, и така да матичниот лекар тука нема интерес затоа што се плаќа по капитација. Да, мал број на... И сега, ако има помал број на население, не му се исплати затоа што исплатливоста е веќе над 1000 до 1200 пациенти. Сега, ако селото е тука на граница, значи дека сите ќе го изберат него, напуштаат. Меѓутоа, затоа државата треба да обезбеди една вид на стимулација или да издаде други мерки, да праќа... Тоа и се очекува, или локалната самоуправа да се вклучи во решавање на дел од проблемите, дури инфраструктурните проблеми да ги реши за да може побрзо да стигнат. Апсолутно, да. Не може на еден пат кај што не може да се разминат две коли, тоа е патот што ги поврзува општина Кривогаштани со Прилеп. И сега по тој пат треба да патуваат и бремени жени, треба и деца да се носат, и стари лица. Старите лица поособено се погодени, затоа што боледуваат од хронични заболувања, а и сам, кога разговаравме со нив, во самите изјави кажуваат, ние сме зависни од нашите деца или помлади роднини да не однесат, ние не возиме автобуси, нема. Да. И практично вика јас морам да чекам, а луѓето да се наистина зафатени со земјоделски обврски се по цел ден или работни обврски и така натаму, така да се оставени буквално
да чекаат, затоа многу голем, над 30% од овие луѓе не одат на доктор ниту кога имаат потреба. Ниту кога се болни, тука едноставно, чекаат проблемот да помине, па не да боже ако се влоши, па дури тогаш одат кога е доцна. Да, дури ги среќаваме тие луѓе дојдени од некои рурални средини на клиника, во клиничкиот центар, седат со часови, не знаат каде да се обратат, нити тука добиваат некоја посебна грижа дека се дојдени, нели, од подалеку, не се од Скопје. И тоа е исто така жалосно. Наспроти ова што има недостаток на примарна здравствена заштита во руралните средини, генерално постои владина политика за стимулација на земјоделството, земјоделските производители и ова некако ми доаѓа спротивно, затоа што вамо не им обезбедуваме основни услови, а вамо ги тераме да останат да се занимаваат со земјоделие. Да. Многу е контрадикторно тоа, точно. кога не им се обезбедуваат. Мислам, точно, затоа не е чудно што селата не се празнат затоа што нема основна инфраструктура, нема ниту пат, ниту амбуланта, ниту обична аптека, мислам за една таблета најобична, треба да оди треба со километри да патува по лош пат за да купи една најобична таблета, да речеме, кафетин дури да речеме, аналгин, а не повеќе, а не па да оди за доктор да препише рецепт, па треба да оди на специјалиста да даде препорака за одреден лек, така да ги чини многу. И затоа се соочуваат со потешкоти во купувањето на лекови, во лабораториските услуги, во рентген. Така да, особено проблем е што жените од руралните, исто така и од ромските средини, не одат редовно на матичен гинеколог. Значи, таа појава е уште позагрижувачка, затоа што ова еден проблем е патните трошоци се. Меѓутоа, за жал, веќе со години назад се бележи појавата да матичните гинеколози ги наплаќаат услугите, повеќето од нив, кои треба да бидат бесплатни, според законската регулатива. Да, се случува. Да. Се случува и самите жени го сведочат за тоа, дека практично тоа е големо финансиско оптеретување за нив. Да патат патни трошоци, задолжителниот бесплатен преглед кога се наплаќа е ствар навистина сериозен проблем и го влошува пристапот, едноставно ги одвраќа жените до редовно на гинеколог, затоа што како што една жена рече при истражувањето, вика еднашка наплаќа 200, еднашка 500, еднашка 1500 денари, јас не знам, не можам тоа е голема сериозна разлика и дали ќе имам пари воопшто да му платам како да отидам на преглед, на превентивен гинеколошки преглед, кој што секоја жена треба да го прави еднашка во годината. Добили општината Шутоа-Оризари конечно матичен гинеколог, значи зборуваме за општина која што е само неколку километри од центарот на Скопје. Се решили овој проблем? Да, значи тоа е проблем кој што перзистира колку 15 години скоро. Имаше еден гинеколог кој што напушти, беше пред пензија човекот, не знам причините зашто напушти. Сега дојде само што пристигнат нов матичен гинеколог кој што само заврши со специјализација. Сега само што започнува со работа, па ќе видиме како ќе се одвиваат понатаму работите, дали жените ќе се пријавуваат, дали ќе бидат задоволни и така натаму. И тоа сега доби. Само што многу често и претходно имаше една докторка која што исто така напушти за 2 години, сега после докторот повторно напушти, па сега ќе видиме како ќе биде. И ова е голема бариера и за жените ромки на плаќањето кај гинеколозите и тоа што немаат во својата општина. Че видите, некој ќе рече, например, партиципација во лабораторија или гинеколог однабатил 200 денари, па тоа не е многу, или партиципација во лабораторија е 150 денари, да речеме, и не е тоа многу. Меѓутоа, истражувањето покажа дека за ромите и за руралното население тие пари многу значат. И дека не можат секогаш финансиски да си ги дозволат овие услуги. И затоа и кога имаат потреба, не одат, затоа што не можат пред се финансиски да си ги дозволат. Кои се последиците од едно вакво ќе речам генерална негрижа на државата за своето рурално население, па и ромско население во однос на здравствената заштита конкретно? Така. Видите, например, ако зборуваме за женското здравје првично. Тоа е што жените немаат редовно на гинеколог. А познато е, јасно е дека
ракот на грлото на матката, доколку се открие во рана фаза, може да се излекува речиси 100%. Неодењето на време доаѓа до тоа дури кои ќе сеат проблеми и одат на гинеколог, се открива ракот во доцна фаза. Предоцна. И затоа ние во Македонија имаме смртност од рак на грло на матка и од рак на дојка 3 пати повеќе од европските држави, од Европската унија. И се открива во доцна фаза, многу потоа жените се подложни на по-радикални, по-сериозни третмани, операции, зрачења. Ако сето тоа се открие во рана фаза, ќе се излекува со многу поедноставни методи. Од друга страна, ако зборуваме за децата, значи во ромските руралните средини истражувањето покажа дека мал процент од децата се лекуваат кај матични педиатри, затоа што ги нема едноставно. Дури и новороденчињата под 1 година најчесто ги следи општ лекар. Да, тоа и во Скопје. Да, и во Скопје е проблем. Интересно. Педиатрите речиси ги нема, само 111 матични педиатри се во цела Македонија. И сега, мислам, без никаква замерка кон колегите, меѓутоа друго е кога едно новороденче го води педиатар, Точно. а друго е кога го води општ доктор. Тоа што не е само дали е здраво или болно да процени. Туку треба да го следи растот, развојот и така натаму. Ние во Македонија од 2011 до 2017 година имавме голем пораст на дојнечката смртност. Се искачи на 12 умрени доенчиња на 1000 живородени. А во Европската унија е 3 до 4. Тоа е многу високо над просекот. После 2017 Министерството за здравство заедно со Светска здравствена презема одредени мерки и таа сега доенечка смртност се намали. Сега е околу 5. Меѓутоа, кај нас, бидејќи работиме на таа тема, низ годините постојано има пораст и опаѓање. Така да треба постојано да бидеме внимателни, да преземаме мерки и активности, за да не доведеме до пораст на доенечката смртност. Затоа што едно е што нема педиатри, друго е што нема гинеколози и, например, се покажа дека околу 10% од жените и од руралните и од ромските средини за време на бременоста ниту еднаш не отишле на здравствена контрола. Тоа е наистина поразително. Значи, 10% од бременостите поминуваат без да ги види доктор, гинеколог или било каков доктор, што секако е ризик и по здравието и на роденчето и по на мајката. Да. Околу 20 истражувањето покажа дека околу 25% од жените немаат направено ехо за време на бременоста. Се тоа се ризик фактори и за доенечка смртност, и за мајчина смртност, за нарушување на здравието на мајката, на жената. Значи, големи сериозни проблеми. Еве сега Министерството за здравство има еден повик за жените кај што може онлайн да се пријават за бесплатен скрининг на рак на дојка. Рак на грло на матка, да. На грло на матка. Сега, значи, и ова ќе биде за жените од руралните средини, ова ќе биде недостапна опција од многу причини. Верувам, пошто да има барем матичен лекар, па ќе можеше некако да ги извести, да им посочи како да ги направат. Значи, сега, оваа маргинализирана група од руралните средини и жените ромки исто така ќе останат надвори од оваа опција која што ја нуди државата. Може би треба да се размислува и за поинаков начин да се анимираат и да се повикаат жените на прегледи. Така. И тоа беше предмет на нашето истражување, оваа платформа Screening МК, преку која што жените може да се пријават за бесплатен гинеколошки преглед со ПАП тест. Први се покажа дека речиси никој во руралните во ромските средини од жените не ни знае за постоењето на оваа веб страна, а друга страна голем процент од нив имаат изјавија самите дека имаат проблем самите да се пријават преку дигитална алатка, преку интернет страна, што се должи на недоволна дигитална писменост. Во ромските средини, за жал меѓу жените, ниска и писменоста воопшто, не зборуваме за дигиталната писменост, како и поради тоа што немаат постојано интернет. Немаат пристап до интернет, немаат пристап до дигитални уреди, до смартфони или компјутери, така да ова е навистина сериозен проблем и иако секако дека треба да напредуваме како држави, треба да се дигитализираме и сето тоа, меѓутоа мора да се мисли на ранливите категории на граѓани кои што немаат можност да пријават преглед преку вакви дигитални средства, туку да им се остае друга опција. И мора повеќе да се информира населението. До 2021 година скринингот за рак на грло на матка се одвиваше на тој начин што гинеколозите праќаја покани по пошта до жената да се јави на преглед. И сега видите, тоа е сепак една стимулација кај жените. Значи, истражувањето покажа дека кога ќе добијат покана, па и над 70% од жените одат на преглед. Значи, тоа е една стимулација. А сега вака оставено на нив, само иницијативно,
да се пријават на дали интернет видела на страна, телевизија, дали не, дали знаат, Дека дали не, пустои. кој слушнал, не дослушнал, никој не ги информира. И сега тоа е станало така, буквално да лебди во воздухот, па кој сака да се пријави, кој сака не. Тоа веќе искрено не наликува на еден организиран скрининг, тука е ставено така на волјата на граѓаните. Например, ние особено тоа е проблем и за постарите жени, бидејќи за ракот на грлото на матката скринингот е за 60 години. А воедно Министерството за здравство планира во планот за реформи во примарна здравствена заштита да се закажуваат прегледите кај матичен лекар преку исто така преку интернет платформа. Во иднина тоа не е пуштено. И баш кога ги прашавме луѓето, особено постарите, рекоа не е никако, вика, како ако тоа се случи, вика, од кого ќе бараме помош? Особено што рекоа, ај ќе бараме помош од помладите, од децата. Меѓутоа во многу села старите живеат сами. Нивните деца се во странство или во Скопје или каде и да се. Значи од кого ќе бараат они помош да закажат преглед кај матичен лекар преку интернет? Значи речиси невозможно. Невозможна мисија ќе биде. Да. Значи мора да се остават и други опции. Не да се добро убаво да се дигитализираме, тоа мора да се мисли дека имаме многу разлики во населението, дека имаме ранливи групи, дека луѓето не можат да си дозволат. Нели на сите граѓани треба да се размислува. Кажете ми, исто така имаше и проблем со брзата помош, со повици до брзата помош, кои што ги упатуваат луѓето од руралните средини и не добиваат соодветна заштита, што е исто така сериозно. Со брзата помош, наистина, добивме фрапантни негативни податоци од ова истражување, дека во речиси 30% од случаите и кај руралното население, кај ромското брза помош не е дошла кога ја повикале. Нема доволно екипи на брза помош, никаде, буквално никаде, ни во Скопје, дури. А да не зборуваме за оние рурални средини, например, како што се во Пелагодинскиот Кривогаштан и Долнен, сам Прилеп ги опфаќа и Прилеп градот, селата Прилепски и Кривогаштан и Долнен, итната медицинска помош. Да, тоа се неколку општини со една екипа. И тоа е голем географски терен, лоши патишта, и сега каде поправо да стигне. И во Куманово исто така е проблемот, кај што беше истражувањето спроведено. Значи, секаде добивме ист одговор од луѓето кога зборувавме со луѓето во фокус групите. Вика, прво не прашуваат колку години има човекот за кого се јавува. И за жал, луѓето сведочат, ако е постаро лице, многу ретко доаѓа. Правивме фокус групи, на фокус групи учествуваат 10 луѓе, така. Правивме неколку фокус групи. Во секоја фокус група ќе се најдеше барем еден човек кој што каже дека некое лице од неговото село или ромска населба починал додека ја чекал брзата помош, кој им требало 40 минути, час, 2 часа да дојдат. Значи, буквално се случуваат смртни случаи додека се чека брзата помош, затоа што ако отишла во некое село, додека се врати, каде е, што е, или тоа воопшто праксата за ако е постаро лице да само да се даде совет по телефон, воопшто да не се дојде. Да, воопшто да не се дојде е многу негативна и навистина, но сериозно треба да се работи и да се зголема бројот на тимови во итната медицинска помош, бидејќи невозможно е со сегашниот број да се покрие соодветно населението, поготово од руралните и од ромските средини. Во Шуторизари со години наназад, исто така ромите сведочат дека брзата помош доаѓа со големо задоснување кај нив. Дури сме слушале сведоштва во одредени делови на Шуторизари кои што се помаргинализирани, да брзата помош чека асистенција од полиција. Во придружба со полиција, додека чека полицијата, додека се организира полицијата, се што може да се случи, да, и додека дојде брзата помош. Така да многу така да кажам негативни наводи, за жал поразителни во однос на примарната здравствена заштита. Каде ќе ги адресирате резултатите од ова истражување? Да, ние овие 2 дена имаме јавна презентација на наодите, од кој што поканивме представници од Министерството за здравство, од сите надлежни институции од здравството, и кога ќе биде истражувањето финализирано како извештај, ќе го испратиме до Министерството за здравство, до локалните самоуправи, кај што беше спроведено истражувањето, до локалните здравствени установи, меѓутоа не запираме туку и во 2023 година, во наредната година, веќе планираме да имаме и локални дебати во сите општини каде што беше истражувањето, и со разговори со Министерство за здравство дека мора да се подобрат состојбите, да мора да се вклучат, она што го кажавме на почетокот, сите релевантни фактори. Значи и локалната самоуправа мора да преземе поголеми ингеренции во здравството. Тоа во Законот за локална самоуправа стои.
дека има обврски, меѓутоа за жал Не многу функционира. малку локални самоуправи преземаат некакви ингеренции или обиди да го подобрат здравствената заштита на населението. Тоа е сведено на минимум. Доволно е само отварање на една амбуланта, верувам. Да се отворат амбуланти, аптеки, да се Централно негде каде се одреди Да. локација која што ќе Да. која што ќе гравитираат повеќе села и да се зголеми бројот на екипи во идната медицинска помош или да се набават повеќе апаратури каде што е потребно. Во Свети Николско ни каже имаме еден рентген апарат, се расипа и крах. готово, каде се треба да се оди во Скопје или каде или Куманово, а термини нема, па чекаат по 2-3 месеци за едно обично рентген снимање едноставно. И тоа е, значи мора соодветно Министерството за здравство да мапира каде има недостиг од каков кадар и точно да се алоцира и да се помогне и државата и финансиски да помогне дали да даде некаков вид на стимулација или помош на луѓето да отворат ординации каде што нема. Не мора да е тоа финансиска стимулација. Пример за еден млад доктор да отвори ординација потребна инвестиција, тоа е сериозна инвестиција. Доволно Министерството за здравство барем да ги опреми амбулантите првично, со основни, па потоа да се даде можност кој сака да отвори амбуланта со стимулација на капитација. Значи решенија има, само останува волја. Останува волја На чинителите кои што тука може да се вклучи повторно локалната самоуправа да среди, да екипира амбуланти, да ги подобри патиштата на крај крајава. Тоа сакав да кажам дека всушност целото истражување преку здравствената заштита ги мапира и сите други проблеми во локалните средини што постојат, значи каде фалат патишта, превоз јавен, што све е потребно, кое што е добра агенда за локалните самоуправи да се зафатат со решавање на вистинските проблеми на граѓаните. И само уште ова сакав да прашам, што е со вакцинацијата на децата? Се води ли сметка барем за тој момент? За редовните вакцини на... Да. Истражувањето покажа дека речи се 90% од родителите редовно ги вакцинираат своите деца и од руралните и од ромските средини. Тука нема проблем. За жал, не е ова истражување, меѓутоа други податоци покажуваат проблемот е главно во Скопје со вакцинацијата поради влијанието, не поради достапноста, туку поради влијанието на сите оние дезинформации и антиваксерски движења кои што многу влијаат на, ајде да речеме, на повисоките слоеви од општеството, така да сериозни проблеми со вакцинација има во Скопје. Руралните ромските средини немаат проблем, децата таму се вакцинирани. Мислам, тоа следо што беше пред ковид пандемијата, ако се сеќавате 2019 изби пандемија со мали сипаници морбили. Така, да. Низ цела беше Македонија. задолжително. Беше задолжително. Во Жуто Оризар имаше само еден случај. Затоа што имаше над 95% опфат со таа вакцинација. А другите општини Скопски, Центар, Карпош има по 60% опфат, така да тука изби епидемијата со морбили. Да, сега се подсетувам, ова беше сериозен проблем пред појавата на ковидот. Доктор Боријан Павловски, ви благодарам за гостувањето во Утрински печат. Благодарам за поканата. Почитувани, продолжуваме веднаш по рекламите.